Со хеликоптер на МВР денеска ќе бидат евакуирани 3 лица во завеаното со снег струшко село Ржаново, а надлежните институции прават максимални напори за расчистување на патиштата кон одсечените села поради невремето, информира министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски по денешниот координативен состанок на кризниот штаб. Предстои, истакна Јанакиевски, уште постуден бран поради што ќе има голомразица на патиштата и е потребна максимална внимателност од возачите. Владата донесе одлука за укинување на задолжителната задолжница. Законското решение со кое задолжницата стануваше задолжителна е на дневен ред на денешната собраниска седница, а најновата одлука ќе се спроведе со предлагање амандман на предлог законот за изменување и дополнување на законот за задолжница. Владата постапи по барање на бизнис заедницата која побара задолжницата како и досега да остане на доброволна основа. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека согласно законот за празниците, вторник 6 јануари, Бадник, ден пред Божик, е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед. Снежни врнежи и наноси од 3 метри го парализираа северозападниот дел на Бугарија. Државната агенција патна инфраструктура ги предупреди возачите дека без поголеми потреби да не патуваат на подрачјето на окрузите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Предноста на грчката лево ориентирана опозицијска партија Сириза пред владеачката конзервативна Нова демократија се намали на 3%, покажува истражувањето на јавното мислење објавено откако премиерот Антонис Самарас предложи предвремени избори на 25 јануари. Анкетата, спроведена од агенцијата Марк за телевизијата Алфа, покажува дека Сириза, која се спротивстави на мерките за излез од економската криза, ужива доверба на 28,1% од гласачите, а Нова демократија на Самарас 25,1%, објави весникот Катимерини.